По 2 години Куманово ќе се украсува новогодишно. За оваа намена ќе се одвојат 3 милиони денари. Но овој пат за прв пат општината ќе се украсува со сопствени новогодишни украси, кои согласно плановите ќе може да се користат и наредните години. За оваа цел советниците на последната седница изгласаа измена на програмата за работа на јавното претпријатие Куманово паркинг, каде меѓу другото беше донесена одлука за зголемување на предвидената сума за 500.000 денари. Точката предизвика дебата, бидејќи дел од советниците прашаа дали е време во енергетска криза да се размислува за новогодишно украсување. Верувам дека не е некоја голема или висока сума за буџетот на општина Куманово, но меѓутоа, имајќи ја во предвид енергетската и економската криза, која не опфати како нас, така и целиот свет, не ми изгледа како исходно ова зголемување, бидејќи елементите за новогодишно украсување се постоечки, како што биле и на минатите години. Сега и идните години, значи ќе се користат истите и ги имаме, значи, тие средства. Дали можете да ни објасните или да ни ја образложите ова ваше барање од општина Куманово за ова прашање, значи ова ваше барање за зголемување на оваа сума околу 500.000 денари целиот свет. Значи се откажува од украсувањата и Париз, и Берлин, и Женева, и Куманово треба да се откаже ова. Тие 500.000 денари кои ги бара помош од општината, тие се голема сума. Плюс има и 2.500.000 денари и овие 2.500.000 денари, значи 3 милиони денари за украсување на град Куманово, кога луѓето немаат место за паркирање, кога нашите деца немаат грејење во училиштата, енергетска криза, значи, јас мислам дека ние како општина треба во оваа година да се откажеме од украсувањето на градот Куманово. Директорот на јавното претпријатие Куманово паркинг посочи дека овие украси ќе се користат и за наредните години, а градот овој пат нема да одвојува средства само за изнајмување. Ние во овој период разгледуваме можности како да тие украси останат на општина Куманово, на јавно претпријатие Куманово паркинг и на граѓаните на општина Куманово и во наредните години да се збогатуваат со тоа што ќе ги имаме за нас. Значи нема да ги потрошиме тие пари за да распишеме тендер за да некој ги донесе украсите, не ги украси градот и после ги земе за себе. Значи, пракса за таква работа ние рачунаме дека е трошење на пари во оваа криза и мислам дека со купување на тие украси и со одржување нормално, затоа што ние имаме и можности да ги конзервираме и да ги чуваме и за наредната година, затоа што мислам дека тие пари нема да бидат фрлени, него употребени и за наредната година. Со тоа што сигурно дека и Советот и општина Куманово ќе носат одлуки, ние мора да ги почитуваме. Значи, затоа бараме зголемување, затоа што овие средства се и малку, меѓутоа се доволни за почеток за да почнеме да ги украсуваме најбитните, односно централното градско подречје, плоштадот и оние места каде што ординираат најголем број на кумановци за новогодишни празници. И градоначалникот на Куманово смета дека парите нема да се фрлат во празно, бидејќи опремата ќе се користи и наредните години. Тој појасни дека средствата за украсување лани беа вложени во енергетско ефикасни проекти, а претходната година градот не беше осветлен поради пандемијата. И сметам дека без разлика на економската криза, сепак Куманово во новогодишните празници треба да наликува на еден град, бидејќи се создава една монотонија, а од друга страна, кога гледаме како се украсува Тетово, Гостивар, Струга, Скопје и многу други градови, зошто да не го почувствуваат тој амбиент и граѓаните на Куманово. Изнајдовме едно решение да одиме под теркот на примерите на стабилно, финансиски стабилните општини и да купиме собствена опрема. Всушност, ние со овие средства ќе купиме собствена опрема,
кое што ќе трае со години и секоја година во континуитет ќе ја надополнуваме со одреден износ на средства, кои што ќе ги користиме средства за одржување на постоечката и дополнително купување на дополнителна опрема, а за среќа имаме јавен приватен партнер кој што стопанисува со јавното осветлување во градот и кој што прифаќа светлата да светат на негова сметка и монтажата и демонтажата на ваквите украси да оди на негова сметка, што значи тоа ќе го добиеме гратис. Не се согласувам, иако бев поборник во минатото во тешка економска криза и 2 години во континуитет градот не го осветлиме, сметам дека оваа година треба да смогнеме сили и да го осветлиме градот. Општината во минатото традиционално за новогодишно украсување одвојуваше околу 2 милиони денари за изнајмување на опремата.